Над 300 учесници од 5 континенти има на овој самит кој што се одржува, исто така 40 на панелисти. Во првиот дел имавме можност, отварањето секако започна со говорот на првата дама во земјава Маја Иванова. Имавме можност да ги слушнеме и пораките од амбасадорката на мисијата на ОПСЕ во земјава Нина Соломалајнен, исто така и од постојаниот координатор на Обединетите нации во земјава Луиза Винтон, но и од Хрватската европратеничка Маријана Петир и секако председателката на Сојузот на стопански комори во Македонија Даниела Арсовска. Инаку Сојузот на стопански комори се и всушност организатори на овој самит кој што се одржува во земјава. Во вториот панел имавме можност да ја слушнеме и главната и одговорна уредничка на телевизија Нова Билјана Василева Трендафилова, која што како свое искуство и како еден од најголемите предизвици во нејзината кариера го посочи токму подигнувањето на телевизија Нова, првиот њуз канал во Македонија, кој што изминатата година, како што истакна таа, известуваше од сите битни настани како во земјава, така и во светот. Пораките од господја Иванова беа дека таа како жена, меѓутоа и како прва дама има особена одговорност за промовирање на женското лидерство. Сликата на жената во македонското општество и третманот кој таа го добива е комбиниран израз на вековните традиции, културата и менталитетот на македонскиот народ од една страна и политичката волја и заложбата на жените во изминатите години од македонската независност од друга страна. Жените низ историјата ја креирале комбинацијата на манири, изглед, вредности и култура која карактеризираат современата македонска жена. Ние, сите присутни од Република Македонија, сме представници на многу генерации жени која создале оваа слика која ние ја живееме. Затоа, мораме да бидеме и ние достојни представници и да бидеме пример на генерациите кои доаѓаат по нас. Доколку некој знае да се соочува и да дозволи поддршката да ги облагороди неговите активности, тогаш секој чекор води кон посветла заедничка измина. Последното мое инспиративно искуство, а тоа е подигнувањето на еден нов национален медиум, како што е телевизија Нова. Знаеме дека за само една година успеавме да создадеме информативен, современ медиум, прв њуз канал во Република Македонија. Беше многу тешко и мачно, бидејќи почнавме буквално од нула, а за само една година со нашиот новинарски тим од 30 на млади, но и амбициозни новинари и врвни професионалци уредници, успеавме да создадеме 16 часа жива програма. Имаме на секој час вести и секоја вечер дебатни емисии посветени на политиката, економијата и културата. За само една година нашите новинари известуваат од вакви големи настани, од самити на држави, на шефови и на влади во 43 дестинации. Во секој момент имаме јавување во живо од настаните кои што се и во Македонија, но и во светот. Успеваме за неколку минути да пренесеме веста и буквално сме некогаш побрзи и од интернет порталите, а вие и нашите почитувани гледачи може тоа да го видат со слика и со тон. Ако треба да пронелам еден збор кој сублимирано ќе може да опише мојата, претпоставувам и кариерата на присутните новинари овде со мене на овој престижен самит, тоа е зборот одлучност. Одлучност затоа што новинарството како динамична професија подразбира одлучно и брзо да реагираме, да се реагира сега. Некогаш само еден час, некогаш само неколку минути може да бидат пресудни за тоа дали сме ја добиле или изгубиле секојдневната трка со времето. Сметам дека во Република Македонија ова што за прв пат жена стана председател на носечка на национална организација која што во светски рамки само 14 жени има на ваква позиција, мислам дека помина и се уште поминува незабележано тука кај нас во Република Македонија. Во бизнисот, за разлика од делот на политиката, не познаваме квоти. Таму треба да има многу умешност и во исто време и многу среќа за да стигнете на ваква позиција на која што сум јас денеска и на која што сум навистина горда, особено горда бидејќи го водам еве својот втор мандат.
знаете колку жртви се потребни да се пробие една жена, да ја докаже својата сила и вештина во свет во кој што доминираат мажите, колку повеќе треба да работиме само да не сватат сериозно и да не се слушаат. И добро ги знам секојдневните потешкоти со кои што ние се носиме. Изгоре на тоа, соочени сме и со менталитетот на нашите општества. Нашите земји, Хрватска и Македонија, се прекрасни земји со голем потенцијал, но условите во општеството се се уште такви што секоја потешкотија се чини двојно потешка, а секоја пречка два пати поголема. Како што сите вие знаете, Македонија е многу близко до моето срце и јас ја чувствувам врската со вашиот народ и со вашата земја. Ја гледам неправдата која ви се нанесува и не можам да останам воздржана, затоа што јас не сум човек кој молчи. Јас сум човек кој го изразува своето мислење и кој се залага за своите уверувања и не се откажувам. Затоа сум и денес тука, таму каде што сум, и затоа одам по светот справено и гордо, затоа што знам дека се борам за вистинската работа. Така на светскиот самит за жени лидери што се одржува во Скопје денеска и утре учествуваат голем број еминентни успешни жени како од политиката, дипломатскиот кор, новинарството, сите кои што со својата работа на некој начин придонеле за унапредување на одредена област. Да споменам само дека хрватската европратеничка Маријана Петир покрај тоа што ја сподели нејзината приказна за успешна жена, уште еднаш не пропушти и да ја посочи поддршката која што земјава ја добива токму од Петир во однос на евроинтеграциите на Република Македонија. Таа истакна дека не само што Македонија треба да припадне во Европската унија и треба да се зачлени во ова европско семејство, туку дека на Европската унија и е потребна Република Македонија.